Почитувани гледачи, христијаните традиционално и годинава го прославуваат Божик со Божик на трпеза и затоа сме овде на Пазарче за да направиме кратка анкета, да ги прашаме и купувачите, но и продавачите годинава како се цените, дали имаме поскапување, дали Божикната трпеза оваа година ќе биде поскромна. Ајде заедно да ги прашаме граѓаните што мислат. Дали ќе имате Божикна трпеза година? Да, обавезно. Како се цените во споредба со лание поскапо? Мислам, поскапо е малце, ама тоа е, што да правиме. Поскромно ќе биде годинава прославата? Поскромно. Фала. Благодарам. Не гледам некој поскапување големо, може би има некој ситно, ама не знам. Пошто е све поскапано, више не знаеме што е ефтино, што е скапо. Дали може да ни кажете во споредба со лани како купуваат луѓето еве пред празничен период, повеќе помалку? Од година до година веќе се приметува дека е криза или сиромаштија. И секоја година веќе паѓа. Мало и помало. Јас сум тука 20 кусур години, ама кај се тие времења. Ги нема шанси. Фала ви многу. Се нево. Не ни погледнувам јас во цените, така да тоа што ми се допаѓа го купувам. Во ред, фала ви. Поскапо е, затоа не прашуваме. Малку е смешно да прашуваме. У денешно време. А иначе ние бавите што ќе правиме, случињата ќе си ги чекаме. Така? Па така. Што купивте вие? Што планирате? Дали ќе биде на пример поскромна од лани трпезата? Секи им направам на моите внуци. А колку имам да живо пензијата. Цените за тој што нема, што е на една пензија, тешко. Па со две се бутка некако. Добар ден. Ке имате ли годинава Божикна трпеза? Немаштија, сиромаштија. Да, поскапо ли е од лани? Како е? Поскапо од лани, каде е поскапо? Па поскапи сема што да правиме. Ај кажи што да правиме. Ќе биде ли поскромна трпезата оваа година? Па малце, поскромно. Фала Према ви многу. буџетот. Фала ви. Скапо ли е? Поскапо е се. И зелка, и компир, се е поевтино. Криза е, бе, девојче, криза. Ќе биде ли поскромна трпезата? Обавезно. Со бишки, со прасиња, само на слика. Ајде, Ке имате ли годинава Божикна трпеза? Кима? Поскапо ли е од лани? Како се движат цените? Поскапо еве, е многу. Зарите вие? Многу поскапо. Значи ли тоа дека ќе има поскромна Божикна трпеза? Па, сигурно ќе биде. Поскромно. Претежно зимат, пошто ова е символот на бадник. И потрошувачката е средна, не е за жалење. И Во така. споредба со лани, например, Во споредба со лани не е така како лани, ама пак е добро. Очекуваме денеска да има малце повише работа, бидејќи утре коледарите поминуваат и да има за деца да дават. Еве, до сега велите нема многу, ама вкупно не овие неколку дена во споредба со лани ова време, како е потрошувачката? Ова година е малце пославо, бидејќи се трошат луѓето повише, се малце цените се високи, помалку само за адет, по пола кило си имат кило, така и да поминат празникот само. Сами ти гледате цените. Да, скапо. Цените се скапо, па е, сега. скапо е. За скапо. Поскромно ќе биде годинава прославувањето на Божик? Ами ние секојаш такви сме скромни. Скромни сме стално. Ние Осиромашки. сега нарочи Сме терали откри и докри ќе тераме така. Ќе имате ли годинава Божик на трпеза? А обавезно си има. Така. Ама скромно. Скромно, е. Поскапо е од лани, како е во споредба со лани? Цените како се? Остати цените, гледај. 90 денара, 100 денара на бананче да земеш. А 40 бе. А 40 денара бе. 50. Што е 80 денара? А коледе деца и да им подаеш да им уназиш. Тоа е. Што да правим? Костенот од 60, 80 денеска е 100, 120 денари. Пиперките лути парче се 20 денари, лани беа по 10. Има разлика во вкусна. Ќе значи ли тоа дека годинава ќе биде поскромна Божикната трпеза? Мислам дека не. Навиките остануваат, се собираме семено, така да тука не се штеди многу. Торбите ги полниме, пари немаме. Божикната трпеза ќе биде поскромна годинава. Тоа го велат и купувачите, но и продавачите кои што кажуваат дека ги намалиле цените онолку колку што можат, но сепак за купувачите тоа е се поскапи цени во споредба со лани. Трпезата ќе биде поскромна кај некој, но кај некој велат дека ќе остане иста, иако за тоа ќе потрошат повеќе пари, сепак Божик ќе го прослават традиционално како и секоја година. Го прашавме и министерот Бектеши дали владата направила нешто за намалување предпразнично на цените, дали општо работат инспекторатите на терен и ги казнуваат трговците кои што имаат зголемени цени предпразнично, но од кабинетот на министерот не добивме одговор.
Ви благодарим.